Спонзорот Цермат ви представува. Екипата од представата Хенри VI од Битолски театар рано утринава замина за кина. Концерт на пианистката Елоиза Кашо во рамките на Интерфест. Најнова премиера на Мал драмски театар во режија на Мартин Кочовски. Уште една изведба на представата Перо Малеро на Солза и смеа. Екипата на Битолски театар од представата Хенри VI, која е во режија на Џон Блондел, замина рано утринава за кина. Тие учествуваат на 6-тиот поред интернационален фестивал на театарски класици, каде ќе се изведат две представи на 18 и на 19 октомври. Организатор на овој фестивал е Националниот театар на Кина, а учество ќе земат театри од Америка, Сеул, Германија. Со оваа представа, Народниот театар од Битола имаше чест да настапува во Глоуб театарот во 2012 година, кој беше домаќин на културната олимпијада со над 600 учесници, на која 37 театри од светот на свој јазик изведоа по едно од 37 дела на светскиот драматург и поет. Улогите ги играат Петар Горко, Мартин Мирчевски, Валентина Грамосли, Огнен Дранговски, Кристина Христова Николова, Филип Мирчевски, Никола Пројчевски, Петар Спировски, Васко Мавровски, Сонја Михајлова, Габриела Петрушевска, Борис Чоревски, Иван Јерчик. Со својата изведба тие ја комплетира балканската трилогија на Хенри VI, во која одделно во Глоуб учествува и Народно позориште од Белград и Националниот театар од Албанија. Инаку македонската премиера на проектот кој го режираше американецот Џон Блондел и за кој сценографијата е на Валентин Светозарев, хореографијата на Рисима Рисимкин, музиката на Миотрг Неќак, костимографијата на Благој Мицевски, содржа на сцената на Народниот театар во Битола. Ова гостување на Битолски театар е и воедно продолжување на соработката со Националниот театар од Кина како возвратна посета. Имено во 2013 година овој театар настапи на Битола Шекспир фестивал во Хераклеа со представата Ричард Рети. Во рамките на 23-тото издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола, концерт одржа и пианистката од Италија Елоиза Кашо. Настанот, насловен како патување низ главните музички форми од Бах до Менделсон, понуди композиции токму на Бах и тоа француската свита број 5 во Г-дур, сонатата во Б-дур на Моцарт, а беа застапени композиции и на Шопен и Бартолди. Оваа пианистка е добитник на многу први награди на повеќе надпревари. Освои специјална награда за најдобра интерпретација на Шуманова композиција. Освоива награда на Дихлер Competition, награда во Казерта Culture in Art. Настапува како солист со оркестрите, оркестарот на конзерваториумот Беневенто, со концертот од Хајден, оркестарот на Камбобасо, со концертот на Бах во Ефмол, како и концертот за чембало и 5 инструменти од Дефалја. Настапува во Салцбург на концертот на Моцартеум Академијата и на Виенскиот музички семинар. Елоиза Кашо била учесник и на мастер-класите по пијано и чембало кај познатите уметници и педагози Бертучи, Карнини, Ирачек, Ланг, Леонхард. Овогодинешното издание на Интерфест Битола понуди концерти на уметници од повеќе земји во светот. Мал драмски театар од Битола утре вечер премиерно ќе изведе представата Мажот е маж, копродукцијски театарски проект кој се реализира заедно со Драмски куклен театар од Враца, Бугарија, Народен театар Војдан Чернодрински Прилеп и со поддршка на фестивалите Експонто Љубљана и Ристо Шишков Струмица. Представата, работена според текстот на Бертол Брехт, а во режија на Мартин Кочовски, ќе биде одиграна во големата сала на Центарот за култура. Пораките се неколку. Представата е заснована и изградена на 3 нивоа. Првото ниво го поставува прашањето што се наоѓа во центарот на идејата за спасот на човештвото. Дали е тоа индивидуата, силната личност или пак групирањето, општеството. И тоа
Представата предлага неколку можни алтернативи, а оставено е на публиката да одлучи која би била правилната за едното совршено човечко општество. Второто ниво ја следи фабулата на главниот лик, кој е во една трагична дилема во потрага по својот идентитет и докажува дека идентитетот е многу променлива работа, една тема која е многу актуелна денес во Македонија. И третото ниво представува, тоа е формата на представата, тоа значи дека ова представа е деконструкција на традиционалниот театарски чин. Тоа значи дека јас ја разградувам формата театарската представа, традиционална која ќе речем, значи представите што може да се видат во националните установи низ Македонија, па можда низ Балканот, и ја сведувам представата на елементи кои ја создават. Во представата играат Илија Волчевски, Сандра Грибовска, Владимир Георгиевски, Наташа Наумовски, Здравко Стојмиров, Димитар Црцоровски, Андон Јовановски и Катерина Чакмаковска. И истакнаа дека секогаш е предизвик да се работи брег со Кочовски. Екипата се знаеме многу добро и заедно со режисерот и ми беше голем предизвик да успееме во се тоа што си го поставивме како цел. Публиката ќе оцени дали сме успеале и дали е задоволна од сето тоа, но мене ми е драго што ние дадовме голем напор и сме задоволни од целиот процес на работа. Исто така морам да кажам дека во последните 3 представи што ги правиме со Кочовски секогаш ме зема како свој помошник во тој однос за драматургијата. И кога се работи Брехт, морам да признам дека е големо задоволство и голема задача за да се опфати сето тоа она што тој го носи во својот текст. Секогаш е предизвик, затоа што пред се политички театар, мислам, е театар на животот и преку текстовите на Брехт може многу да се каже за животот во општеството. Ја играм главната улога, но во представите од Мартин не секогаш може да се каже да, јас сум главната улога, затоа што сите глумци што се појавуваат на сцената се главна улога, затоа што се работи колективно. Мажот е маж представува деконструкција на традиционалниот театарски чин и нуди алтернативи на структура на едно општество, а користени се модели од минатото за да се создаде една нова представа за општеството на иднината. По барање на верните фанови на Солза и Смеа и сите оние кои немаа можност да ја погледнат досега урнебесната комедија Перо Малеро, овој четврток повторно ќе биде изведена пред битолската публика. Тајте решивме, одамна не сме играле представа веќе 2 месеци. Ова година 2 пати игравме во Хераклеја, нашата последна премиера Перо Малерот, во изведба на Солза и Смеа, по текст на познатиот Молиер, Жан Батист Молиер, а во преработка наша на Солза и Смеа, познатата Жорж Данден, работка Перо Малерот. Ќе играме на 16 во четврток со почеток во 20 часот во Центарот за култура, па ете ги поканувам сите што не успеа да ја видат нашата најнова премиера во Хераклеја, ете сега можност во Центарот за култура. Сега под затворено. Сега сме мирни, не гледаме временска прогноза и ги поканувам сите да дојдат, да се изнасмеат убаво. Сат и 15 минути, значи во Битола убав муабет се расшири за представата и кој не успеа да дојде да ја види, еве му можност да Солза и Смеа во живо. Која е целта што ја поставивте токму оваа представа на сцена и секако која порака сакавте да ја пренесете токму до сите што ја гледаат? Па јас кажав и во летото кој не прати, мислам дека твојата емисија е гледана, јас одавна сакав овој текст да се постави, но ми беше многу на некој високо ниво пишан, што за нас малце публиката не е научена да не гледа во таков стил, па со работка со Елена Трпковска го преработивме цел текст, го направивме баш во стил, го поставивме тука во Македонија и во 21 век, така да речем, а тука се случува една тешка траума на човек, му се случува, зема жена од градот, тој е богат селанец и жената му пред 300 перепетика што стварно е малер. И мислам тука некоја тема нема специјално, му се случува 3 ситуации кај што стварно излегва, како да речам, магаре, малер. Но во моментов вие работите и на нова представа. Да, значи прошлиот пат најавивме дека детска представа ќе правиме, ама некои работи се изменеат. Ќе одат за покасно, работиме најнов текст на Реј Куни,
се вика Фани Мани. И некаде кон средината на ноември ќе биде една урнебесна комедија. Ама стварно овај пат се спремаме многу темелно. Разработките нама се уште ни траз, значи веќе 2 недели, не ќе имаме ништо да брзаме, а ќе биде една од нашите поинтересни комедии, ама кога ќе дојде времето ќе најавиме. А со скечовите, Тера сакам да кажам термините на Солза и смеа на Тера, затоа што од цела Битола се кружи глас дека не снимаме нови. Значи имаме веќе сабота ќе биде 6-та епизода, термините се во сабота во 17:30, а во недела во 21:20. Режијата на представата е на Александар Димитровски, а представата ќе се одигра во Центарот за култура со почеток од 20 часот.